Екипата на Слоговиница влезе во длабока резултатска криза со 5 порези во низа, откако на последниот надпревар од седмото коло на втората македонска фудбалска лига забележа пораз од Осогово од минимални 0-1. Слоговиница сега има вкупно 6 порази и само еден триумф кој беше очекуван над Големо Коњари на домашен терен. Со само 3 бодови тимот од Виница е во долниот дел од табелата, односно на 14-тото место и веќе влезе во длабока резултатска криза, бидејќи веќе има негатива од 9 бодови во однос на 8-то место која гарантира директен опстанок. Пред Слоговиница, која ја води штипскиот стратег Емил Грнев, ќе биде многу силен предизвик да се изнајде начин како да се забележи само вториот триумф, а таков тест веќе ќе има во следното коло кога Словак ќе гостува во Прилепка и победа. Тоа ќе биде дуел од долниот дел на табелата, дуел на две екипи кои ќе барат излез од резултатската криза, а со освојување на 3 бодови би можеле да прогресираат кон баражоната. Слога има квалитет, има одлични играчи во своите редови и очекувано ќе биде во следниот период кога распоредот ќе биде и поповолен да собере бодови и да се искачува на второлигашката табела. Во идентична ситуација и тимот на Преспотресен и овој тим е во резултатска криза со 4 порази во низа, односно има учинок од 6 порази и една победа и со 3 бодови е во долниот дел од табелата. Пред Преспа ќе биде многу тешка борба за опстанок, а новиот второлигаш викендот ќе биде исправен пред нов предизвик. Гостување во македонска Каменица кај Саса, каде ќе бара 3 бодови за второ сезонско славие. Со исто учинок е и тимот на Големо Коњари. После 6 порази во низа во претходното коло, новиот второлигаш од Прилепското село го забележа првиот триумф откако со минимални 1-0 славеше над Кожув на домашен терен. Големо Коњари стави прекид на таа резултатска криза со минимална победа, но ќе мора да се насочи кон следниот меч во дербиото од долниот дел на табелата за 3 бодови, па доколку ги добие тогаш Големо Коњари ќе може да скокне на табелата и за прв пат да го напушти дното од табелата. Во следното коло екипата на Големо Коњари ќе гостува кај Вардар Неготино. Тоа ќе биде дуел од долниот дел на табелата за 3 бодови.